покажавме дека оваа влада може да испорача резултати, она што реално и го ветивме во Баку. Очекуваме во февруари, кога ќе доставиме и прогрес извештајот, да добиеме дополнителна поддршка во тој правец. Се разбира, тука не завршува работата, продолжуваме се до конечна имплементација на сите препораки на УНЕСКО, онака како што се пропишани. Старите велат, броени денови поминуваат брзо. Минатиот август, кога Институтот за комуникацијски студии ги праша властите што планираат да преземат за Охрид да го зачува статусот во УНЕСКО, централната власт чекаше нова влада, но зборуваше за планови. Градоначалникот пак се закани дека до нова година ќе ги сруши сите конфликтни објекти на КЕОД според забелешките од извештајот. Луѓето мислам дека сватија сериозноста наша на општинава и моја како градоначалник да воведиме ред во тоа поле. Јас немам да отстапам по никоја цена. Новиот кабинет владее веќе 5 месеци, а цел месец помине и од новата година што си ја постави како рок за рушење градоначалникот Ѓоргиевски. На 44-та сесија летово во Кина, кога УНЕСКО ќе расправа по забелешките што ги испрати државата, ќе биде донесена и конечната одлука за Охрид. До тогаш остануваат само неколку месеци, а кабинетот не е повеќе комфорно место за првиот човек на општината кој во својот мандат ќе мора да запише дека Охрид го загубил статусот во УНЕСКО и се запишал на листата загрозени региони. Во обид да ни покаже дека се направени некои активности, градоначалникот Константин Ѓоргиевски не прошета на плажата Горица 3. Остатоци од малтери зидови, цигли и жици сведочат дека овде имало објекти кои сега се срушени. Но не крие дека на истиот потек, само малку подолу, не е допрен ниту еден спорен објект. Прошетавме по металните платформи кои сега зјаат празни, покрај високите градби кои навестуваат дека никнува нов хотел во забранета зона, до широки дивоизградени базени и неплански ставени шанкови и ресторани. Освен што не се руши, постојано пристигнуваат нови барања за легализација на бесправно изградени објекти. На територијата на Охрид и Струга, вкупната бројка на дивоградби која што чека амин од властите е околу 900. Иако и тој ги руши стандардите на УНЕСКО, официјалниот разговор го направивме на КЕОД, во срцето на градот. Познатиот охридски интернист во улога на градоначалник се обиде да ни го ублажи лошото чувство на срцето за известната одлука на УНЕСКО. Имаме ние примери од минатото кога одреден регион бил ставен на листата во опасност. После тоа се вложиле дополнителни напори, се имплементирале препораките, па се избришал неколку години, па после некоја година повторно има случаи истиот регион да биде ставен во опасност. Например, сега во моментов таква е ситуацијата со националниот парк Йеллоустоун во Америка. Тој бил под опасност, па го избришале, па сега пак е. Така да тоа е еден процес, ние не треба толку ригидно да ги сваќаме тие работи, дека сега ќе не стават на листа опасност и готово. Тоа е национална трагедија, Охрид го изгуби статусот. Немањето време ни пари не е единствениот проблем на Охрид. Смиреноста на Ѓоргиевски завршува кога објаснува со што се соочува додека урива дивоградби по забелешките на УНЕСКО. Станува збори за едно нефункционирање на системот на казнивост. Значи не може општината преку 150 кривични пријави од 2011 навака има поднесено, јас имам поднесено само 30 во 2020, а ни една кривична пријава за бесправна градба да не е санкционирана. Владата објави дека ќе се подготви детален урбанистички план од државно значење за Охридското крајбрежје. Министерот под чиј ресор се дивоградбите вели дека државата има волја да му помогне на Охрид и оти во следниот период значително ќе направи напори да се надминат проблемите. Иако за рушење на сите бесправно изградени објекти се потребни околу 70 милиони денари, министерот Бочварски се пофали дека од државната каса засега одвоиле 6 милиони и дека на општината ќе бидат секаква поддршка, но потенцира оти не можат наместо локалната самоуправа тие да одат и да рушат. Локалните власти, тоа е чиста нивна ингеренција. Ние сме овде и финансиски да помогнеме и капацитетно и од секој аспект. Како држава сме се определили уште во 2005 година да одиме во децентрализација на институциите, на моќта, да не биде се концентрирано во Скопје, во владата, туку тоа да биде дисперзирано во
на микрониво, каде што подобро ќе ги менаџираат состојбите локалните власти. И додека траат договарањата меѓу централните и локалните власти, од Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридско-Струшкиот регион објаснуваат што ќе значи запишувањето на листата за грозени подрачја. Статусот светско наследство во опасност, без разлика дали е културно или природно, за разлика од нормалното постоење на листата, има попрецизно дефинирани обврски и многу значајно точно определени рокови временски во кои мора да се отстранат работите кои го загрозуваат статусот светско природно или културно наследство. Од листата на УНЕСКО досега само 2 региони се целосно избришани. Дрезден, каде што граѓаните на референдум одлучиле дека не сакаат градот да биде дел од УНЕСКО, и посед во Оман, каде што имало тотална негрижа од населението и дел од поседот бил преуреден во индустријска зона.